Председателот на Македонската федерација на боречки спортови Бетин Вранези за телевизија Стар изјави дека борењето одново ќе го врати на старите патеки, а Македонија повторно ќе може да се гордее на својот најтрофеен спорт. Боречката федерација пред доаѓањето на новото раководство на чело со Вранези и штипјанецот Богданов беше во голема криза. Односите меѓу клубовите беа лоши, а федерацијата беше задолжена кај Светската боречка федерација и беше единствената федерација во Европа која имаше суспензија. Со доаѓањето на чело на дуото Вранези Богданов, суспензијата беше отстранета, долгот започна да се исплаќа, а се подобрија и односите меѓу клубовите. Борењето во Македонија е прв спорт, најтрофеен спорт во Македонија. Овие последниве години имаше некое неубаво раководство во федерацијата кој борењето почна да потоне во една насока до дното, да се кажеме, но благодарение на новиот тим што ме поддржа мене, на чело со мене, со Дејан Богданов, спортскиот директор Страшо Глигоров и другиве лица што ни се компоненти во федерацијата, успеевме сепак да го подигнеме борењето. Но враќањето на борењето на старите патеки е многу тешка и одговорна задача. Како дел од Југославија, Македонија има освоено 4 бронзени медали на Олимписките игри во борење од Шабан Сеидију и Шабан Трстена во Москва, Лос Анџелес и Сеул. Па враќањето на тоа ниво е огромен предизвик, а за тоа македонските борачи ќе имаат шанса на повеќе турнири и првенства во следниот период. Имаме турнир во Романија, исто меѓународен турнир во Руманија, имаме меѓународен турнир во Молдавија и после не чека светското првенство во Париз. Имаме после и од другите категории, имаме за јуниори европското првенство, европско првенство за кадети и така надаму. Значи до крај на годината имаме плюс и светско првенство за јуниори, светско првенство за кадети, имаме медитерански игри, имаме балкански првенства, значи има уште доста надпревари што не очекуваат оваа година. На истокот од земјава најтрофејни се Спартак од Кочани и вториот најдобар клуб во Македонија Штипски Балканец, кои ќе имаат своји представници на меѓународните првенства како дел од репрезентацијата. Па тој факт ја враќа надежта кај љубителите на овој спорт на истокот дека нашите клубови ќе не направат горди во Европа и светот и ќе го вратат борењето на тронот на македонскиот спорт.